Почитуван председател Антонио Милошевски, почитуван министар за надворешни работи, ќе се обидам да ја намалам тензија која што е неприкладна со однос на дискусиите кои што претходно беа и нивната содржина, најмалку да испровоцирате на таква реакција, на тоа ќе се суди јавноста. Сакам да бидам многу краток и да напоменам неколку работи. Прво, не сакав да говорам денеска, затоа што се почувствував навреден, господине министер, с оглед на тоа што вие дојдовте без пишан документ. И ние дискутираме врз основа на вашето устно информирање на членовите на Комисијата за надворешна политика во Собранието на Република Македонија. Но, како што вашиот претходен колега, своевремено министер за надворешни работи, потоа подпредседател на владата, задолжен за евроинтеграција, нема доверба во вас, ниту пак вие во него, односно ниту пак вие во нас, а ние како представници на народ, па немаме доверба во владата, што значи дека сега се наоѓаме во еден затворен круг. Јас сакам да ве потсетам на вашата обврска. И ова го кажувам од најпријателски побуди, со оглед на тоа што вас ве светам како мој пријател, односно бивши колега со кого што сме заедно со председателот сегашен на комисијата поминувале и убави и полоши моменти во своето претходно работење. За разлика од вас, Собранието на Република Македонија има документ, а тоа е резолуцијата за утврдување на македонските државни позиции во контекст на блокадите на европските интеграции. Тоа е резолуција од 8 члена, во кој што завршниот, односно 7-миот член, вели дека Собранието ја обврзува и ја насочува владата, но и сите надлежни органи задолжени за надворешната политика и евроинтеграциите да постапат во рамките на позициите утврдени со оваа резолуција. Прашање дали вие навистина се држите во рамките на членовите, односно точките кои што се наведени во резолуцијата. Не верувам. Не верувам затоа што ние информациите не ги добиваме од вас, ние информациите ги добиваме од бугарската страна. За жал, пред малку беше кажано дека бугарскиот премиер го има информирано Народното собрание во Бугарија дека веќе е договорено измена на уставот во Република Македонија, каде што меѓу другите и бугарите ќе бидат национално малцинство како државотворно во Македонија. Јас се придржувам, господине министер, на историските факти, но не само пишаните, туку и на преданијата од моите постари роднини, кои што директно учествувале во Народно-ослободителната војна и социјалистичката револуција, другари и другарки од Демократскиот сојуз, каде што токму знаеле за кого и против кого се бореле. И тие не можат да се согласат и никако не можат да прифатат дека тој период е романтичниот историски период за бугарите или е тоа административно работење на окупаторската фашистичка власт бугарска во Македонија, затоа што имаат направено сериозни злодела за кои што македонскиот народ бара и извинување. Тогаш ќе може да се воспостави процес на доверба со другата страна и тогаш можеме да зборуваме за говор на омраза, не внатре во Собранието, и не сакам Собранието да го сведеме на нов Букуреш или нов Берлин, каде што внатре во Македонија, во Скопје, ќе се одлучува за уништувањето или бришењето на македонскиот идентитет, на македонскиот јазик и на македонскиот народ и воедно и македонската држава. Не сакам тоа ни да го помислам. Затоа, прашањето на говор на омраза е за мене неприфатливо. Неприфатливо е заради тоа што прво македонскиот народ е кроток, питом, и тој не мисли лошо, па и на оние кои што му имаат извршено злодела.
Сакаме да бидеме добри соседи, сакаме соработка, но сакаме и взаимно почитување, а тоа почитување треба да се заснова на принципиелност, односно реципроцитет во ред, доколку Бугарија треба да се стават во македонскиот устав, тогаш и македонците кои што живеат во Бугарија треба да го имаат истото право. Дали вие сте го побарале тоа? Вие сте обврзани врз основа на оваа резолуција така да постапувате. Ќе ви обяснам зошто. Во членот 1 од резолуцијата се наведува дека преговорите да се водат на равноправна и принципиелна основа со должно почитување на меѓународното право без никакво условување од едната или од другата страна. Ние тоа го немаме, ние сме тие кои што се уценети и кои што се под притисок. Зошто? Заради тоа што сакаме да добиеме симнување на блокадата од страна на Република Бугарија, за да започнеме со преговорите за членство на Македонија во Европската Унија. Ама целта е убава, но цената е многу висока. Понатаму, вие сте обврзани да ги почитувате безрезервно сознанијата на македонските обштествени, хуманистички и културолошки науки во врска со автохтоноста на македонскиот народ и неговиот историски, јазичен и културен и религиски континуитет. Дали ова го почитувате? Не. Трето, да се уважуваат сознанијата и утврдените факти, усвоените теории и емпириските истражувања на современата светска славистика или лингвистика, историографија и меѓународното право, според кои што македонскиот јазик и неговите дијалекти, разновидности имаат свој просторен и свој временски континуитет. Јас би сакал да ви верувам дека воопшто во разговорите или во тој нон-пейпер, кој што ние не знаеме што значи, не знаеме ни за тие 5+1, не сега дознавме дека од тие 5 е она кој што се испрати во Обединените нации и од 5 стана 4+1, значи ќе напоменам, би сакал да верувам во тоа, меѓутоа во она што го зборувате, меѓутоа не сум убеден дека е тоа навистина така. Понатаму треба да почитувате дека македонскиот идентитет го црпи својот легитимитет од повеќе вековните традиции, преданија, обичаи, колективна меморија, менталитет, јазик и артикулирана свест и совест. Понатаму да се преминуваат, вие тоа треба да го почитувате, да се преминуваат позитивните и општо прифатените меѓународни конвенции и декларации на Организацијата на Обединетите нации. И тоа во тие разговори претпоставам дека не се почитува. За правото на самоопределување и за човековите права и слободи. Па едно од тие права и слободи е токму правото и слободата за јасно изразување на македонското национално малцинство во Република Бугарија. И понатаму да се почитува безусловно слободно изразената волја на македонскиот народ и неговата етничка и духовна посебност. Ние го имаме ова парче единствено во светот на земјата топка, като можеме слободно да кажеме дека сме македонци, да живееме во своја собствена македонска држава. Зборам ова за сите граѓани во Република Македонија, не само кон македонците, за македонците пород, туку за сите граѓани. Тука се и албанците, и србите, и турците, и власите, и ромите, и така натаму. Затоа сметам дека ова резолуција која што ја донесе едногласно Македонското собрание е еден универзален документ и дека има поддршка од сите граѓани во Република Македонија, значи од македонската нација. И вие, како бирани лица од страна токму на ова собрание, односно од граѓаните на Република Македонија, сте обврзани од прва до последна да ги почитувате сите точки. Ве молам, во разговорите кои што се уште тајна, а кои што веројатно ќе ги добиваме како информации капка по капка од бугарска страна, да се придржувате кон овие заклучоци во резолуцијата, заради тоа што вие сте обврзани. И вие таа обврска имате и кон прателиците, и кон македонските граѓани. Ви благодарам на вашата покана да дојдеме во собранието. Тоа не е добро. Еве имате контрапокана од моја страна, поверете во мојата канцеларија, таму можеме
како пријатели Бујар и Љупчо, да се напиеме едно другарско и колегијално кафе. Благодарам.